Денот на Исусовото раѓање е ден на мирот, затоа што меѓу другото и самиот Исус е наречен принц на мирот. Уште во времето на Стариот Завет, Бог преку своите пророци им ветил на израелците еден Месија, еден Спасител кој што ќе ги ослободи од робството, кој што ќе донесе мир, благосостојба и кој што ќе владее во праведност. И тие долго го очекувале тој Спасител и нивните пророци уште долго пред тој да се роди пророкувале за неговото доаѓање. Ајде да видиме што пишува, например, пророкот Михеј за тој еден Спасител. Затоа тој ќе ги остави до времето додека роди она која треба да роди. Тогаш кај синовите Израелови ќе се вратат и нивните други браќа. Ќе застане тој и ќе ги пасе со силата на Господ, со величието на името Господово, својот Бог. И тие ќе живеат во мир, зашто тогаш тој ќе биде велик до краиштата на земјата. И тој ќе биде мирот. Тука е очигледно дека пророкот зборува за тој еден Месија кој што допрва требало да дојде, дека самиот тој ќе го носи Божиот мир и ќе им го даде истиот на неговите луѓе. Интересно е што во времето на Исусовото раѓање во Римската империја веќе владел еден релативен мир, познатиот Римски мир кој што траел околу 200 години. Тој започнал во времето на владењето на првиот римски император Гај Октавијан, или попознат како Август Цезар, кој што си ја додел исто така титулата Божествен или Возвишен. Тоа значило дека на територијата на Римската империја во тоа време немало големи војувања, дека патиштата биле релативно безбедни и дека римските граѓани можеле да се движат низ империјата. Меѓутоа постоеле и правила за чие прекршување постоеле сурови казни, така што крвта на илјадници луѓе била пролеана за да се одржи тој мир. Тоа бил мир кој што го давал императорот, апсолутен монарх, кој што имал апсолутна власт и го нудел тој мир, меѓутоа за апсолутна послушност. И како што рекол некој историчар, Август давал мир, се додека тоа било во согласност со интересите на неговата империја и митот на неговата собствена слава. Малку по владењето на овој император, на неколку илјади километри од Рим, во една не толку позната римска провинција, се родил Спасителот, се родил Миротворецот. Но дали тој се родил на начин на кој што евреите го очекувале? Затоа што тој не се родил во царска палата, туку се родил во штала. Затоа што неговата мајка не била кралска ќерка, туку била обична девојка. Ниту пак тој бил наследник на некаков император или цар. И токму оние што го очекувале, биле соблазнети и навредени од ова, и истите подоцна го распнали. Но каков миротворец требало да биде тој според очекувањето на луѓето? Дали некој што ќе донесе мир по пат на револуција или можеби започнувајќи некое светско движење, ослободител, револуционер, некој стичен на Цезарот, некој што ќе ги присили луѓето да му се починуваат за да им врви добро и да имаат мир? Не, тој избрал поинаков начин. Тој одлучил да се предаде себе си, да ја остави својата слава и да го даде своето тело за откуп на многумина. Тој решил да обезбеди мир преку своето распнато тело. Тој одлучил да се жртвува. Само неколку часа пред да биде предаден, а подоцна и распнат, Исус им рекол на своите ученици: "Ви оставам мир, ви го давам мојот мир. Не ви го давам како што го дава овој свет. Затоа нека не се вознемирува вашето срце и нека не се плаши." Со други зборови, не ви го давам мирот како што го даваат владетелите на овој свет. Затоа што Исусовиот мир пред се не значи мир во светот. Тоа значи помиреност со Бога, која што е возможна само преку неговата жртва. Тоа значи мир во срцето, кој што доаѓа од познавањето на Бог и неговата волја. Живееме во време на војни и како што вели Библијата, се слушаат гласови за војни и човечката лудост и зло се манифестираат низ целиот свет. И сите копнееме за надворешен мир како отсуство на војна, работиме за мирот, се залагаме за мирот, организираме мировни конференции, но уште повеќе од тоа, сите ние копнееме за внатрешен мир. Луѓето се подготвени да дадат се за тој внатрешен мир, да отидат на крајот на светот ако е потребно, да дадат се што имаат само за да го доживеат. Затоа што тоа чувство дека човекот вреди, дека неговото постоење има смисла, дека не мора да живее во робство на стравот и неизвестноста од животот,
нема цена. Кога човек има мир во себе, само тогаш може да зборуваме за мир во светот. Исус вели: не ви го давам мирот како што го дава овој свет. Со други зборови, не мора да стравувате за мирот, не мора да се борите за мирот, не мора да отидете на крајот на светот за да го најдете тој мир. Јас сум тој мир и кој ме има мене, го има мирот. Овие зборови Исус ги рекол пред речиси 2000 години, но тие се уште стојат. Стојат како охрабрување, стојат како потсетување, стојат како покана. Затоа да се сетиме на нив додека го чекаме денот на мирот, денот на неговото раѓање. Светиот Августин рекол: Господе, нашите срца се немирни, неспокојни, се додека не се смират во Тебе. Затоа да се помолиме за крај, според овие зборови. Господе Боже, додека го чекаме денот на раѓањето на Твојот Син, Те молиме да ни помогнеш да го препознаеме како оној што го носи Твојот мир и оној што ни отвара врата да се помириме со Тебе и да живееме во Твојот мир. Амин.